Во рамките на настаните кои што ги опфаќа однапред веќе најавената акција за така нареченото лето за Македонија или работно лето, кое што ВМРО-ДПМН и повеќе од 1500 тимови ќе реализираат во Република Македонија, во градовите низ Република Македонија, денеска заедно со генералниот секретар на партијата, заедно со потпредседателот на партијата, членовите на извршниот комитет и локалното раководство на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН ФДК во Прилеп, сме наоѓаме во Прилеп, градот Херој, каде што заедно со граѓаните дискутираме за актуелните политички теми, за актуелната економска ситуација во државата, но и сето она што денеска и се случува на Република Македонија од аспект на квалитетот на живот на граѓаните во нашата држава. Го поминавме пазарот, се поздравивме со голем број граѓани, остваривме контакт, разговаравме за актуелностите. За жал, секаде можам да ја констатирам еден заеднички заклучок од овие Срби можам да извлечам, а тоа е дека наместо живот дојде пекол за граѓаните во Република Македонија. Од оние метафори, од оние ветувања кои што се случуваа за време на предизборните кампањи и во локалните, но и предвремените парламентарни избори, за жал се случува едно големо нула, доли и назадување на голем број процеси. Разочараноста кај граѓаните е очигледна. Тоа е она кое што е реалност во Република Македонија, наспроти оние скапо платени кампањи и пропаганди кои што денови ги гледаме на телевизиите во Република Македонија, но и по интернет порталите. За жал, сочувствувам со сето она кое што го чувствуваат нашите граѓани, бидејќи јас сум дел од нив, сите ние како ВМРО-ДПМН, како Народна партија сме дел од граѓаните, помеѓу граѓаните, сочувствуваме со болката, со разочараноста која што ја чувствуваат, и во име на тоа се овие Срби каде што ќе добиеме навигација за да изготвиме програмата која што ВМРО-ДПМН ќе ја презентира пред македонската јавност, програма која што ќе даде голем број одговори на сите оние реални проблеми кои што ги чувствуваат граѓаните, да даде одговори како да се постигне поквалитетен живот, како да напредува македонската економија, да се обезбедат поголем број квалитетни работни места, силно платени работни места, да се донесат поголем број странски инвеститори, но истовремено да се обезбеди и позитивна клима за домашните инвеститори, како да направиме повеќе реформи во образованието, да ја направиме социјалата и здравството конкурентни. Тоа се оние предизвици кои што за нас живо значат и се главен мотив за тоа што се занимаваме со оваа професија, тоа е политиката. Ке повторам, тоа го кажав во многу пати во минатото, еве и сега користам оваа прилика да кажам дека политиката и политичарите не треба да се професија. Во политиката треба да дојдат нови луѓе кои што кога ќе ветат си стојат на зборот и она што ќе го кажат ќе го исполнат, луѓе кои што постигнале во својот живот и достигнале определени цели, зацртале цели, така да треба истите тие луѓе да бидат дел од политичките случувања во Република Македонија. На политичарите кои што лажат, политичарите кои што не може да им се верува, многу скоро ќе станат минато на политичката сцена. Ја користам и оваа прилика овдека во градот Херој во Прилеп да искоментирам изјавата на председателот на владата, господин Зоран Заев, кога се обиде на само сопствен начин да употреби хумор и начинот на однесување на опозицијата да го поистовети со адолесцентно однесување. Не знам дали господинот премиер ја знае вистинската смисла на зборот адолесцентно, но доколку опозицијата не се чувствува комотно и не чувствува доверба од страна на владата дека владата има капацитет да спроведе фер и демократски избори, тогаш не знам како може да биде толку убеден дека она што опозицијата како политика го има, но и она што владата како политика го има, ќе гарантира еден, ако се случи успешен референдум на кој што граѓаните ќе треба да го дадат своето мислење по некое прашање кое што се уште е недефинирано. Опозицијата е принципиелна, но она кое што веќе го има договорено, ние како политичка партија водиме принципиелна, честна и искрена политика. Таа се темели, како што реков, на принципи. Не смееме да го гледаме прашањето на ДИК како издвоено прашање, напротив, прашањето на избор на Државната изборна комисија мора да се гледа во целина со претходните закони кои што опозицијата заедно со владата ги донесува, тоа се оние реформски закони кои што значи и добивање на позитивна препорака за отпуштување на преговорите со Европската унија. Втора итерација во тој синџир кој што тогаш го договоривме беше носење на закон за финансирање на политичките партии, но исто така и формирање на техничка влада 100 дена пред изборите, дури потоа доаѓа до комплетирање на Државната изборна комисија, така што навистина нашата реакција на нивната акција во случајот е обидот да на хумористичен начин се прикажа однесувањето на опозицијата, не би ја коментирал сен да кажам
Наистина сме разочарани од однесувањето на првиот најповикан да биде најсериозен помеѓу граѓаните, а тоа е претседателот на владата, господинот Зоран Заев.